Викаа дека секојаш е поубаво ако се почне со песма. Затоа и децата од школото Лирија преку песна ни кажаја дека е многу ин ако рециклираш. У училниците на Лирија креативноста добива нова зелена димензија. Место отпад, учениците гледаа можност од стари пластични шишиња, капачиња, хартија, картон и слично. Они направија вистински мали уметнички дела кои јасно праќаа порука. Природата мора да се чува. Оваа работилница е работилница за реупотреба. Што значи тоа? Може да ни објасниш? Да. Реупотреба значи да се користи материјали што се искористени више. Работилницава е за реупотреба. Што значи тоа? Да направиме нешто од искористени ствари. И ти што рече дека направи цвет? Цвет. Со какви бои? Што ти се Со црвена и бела. И јас изработав едно цвеќе со чашиче и капачиња. Кои бои ги употребиш? Жолто, бело, црвено и плав. Омилени ти се? Да. Ние изработавме цвечиња и ги направивме од картонска кутија од јајца. Изработуваме цвеќиња од картон и од картонот е од јајца. Изработувавме дрво. Јас ги искористив бојата црвена, жолта и портокалова. Од искористиот предмет и направив дрво и потоа искористив картон од пластиката за јајца. Кои бои ти ги искористи? Кои ти се омилени? Јас плава, црвена, жолта и зелена. Направивме дрво од картон и Каков материјал искористивте за да го направиш дрвото? за картон за јајца и јас ги искористив боите зелена, жолта, плава и црвена. Ние вравивме вазна со цвечиња. Цвечињата ни беа направени од капачиња. Капачињата се искористени и ние ги искористивме уште еднаш. Ние од трето еден правиме цветови. Од рециклирање на материјали, што не ни требаат. Јас искористив пластика, картон, палома и лист. Ние направивме еден цвет од рециклирани материјали. Кои се тие рециклирани материјали? Тие рециклирани материјали се хартија, картон, лист и пластика.
изработуваме картон од тоалетна хартија и држачи за маливи. Затоа е важно секој од нас да помогне во заштитата на нашата планета Земја, за да биде чиста и здрава за нас, луѓето, животните и растенијата. Треба да рециклираме затоа што со рециклираниот материјал можеме да направиме нови корисни работи. Ние и нашата група изработивме работи од пластични шишиња. Нашата група изработивме дрво, што над него ставивме цветови од палома и над нив ставивме капачиња. Ги обоивте капачињата? Да. Со какви бои? Со темперни. Направивме папагал од пластични капачиња. Ние како ученици од 5-то деление сакаме да што повеќе да ја заштитиме планетата Земја и затоа сум благодарна на нашата учителка што ја подигна нашата свест за екологијата. Ние како ученици што од школа почнавме со учење во прво одделение, се обидуваме со различни активности да ја заштитиме планетата Земја. Во прво одделение го чистиме училишниот двор, делиме екопараки, исто така собираме пластични капачиња кои ги донираме за инвалидска количка. Исто така имавме новогодишна модна ревија и сега во ова одделение, во 5-то одделение, собираме пластични шишиња кои ги ставаме во специјалните апарати за рециклирање. И со тоа ние допринесуваме за намалување на отпадот. Екологија е наука за животната средина и врските помеѓу животните и природата. Изработивме една уметничка слика, каде што ги користивме овие материјали. Тоа се пластика, волница, хартија и подебел хамер. Ние со нашето деление организиравме екопатрола. Бевме поделени во неколку групи, а тие се хартиеса, елиминеса, пластеса и штедачи на енергија. Ние денеска пишувавме екопараки за да ја подигнеме свеста за екологија. Како што почнавме, така ќе и завршуваме, со песна. И пак со поруката, да размислимо пред да загадуваме, да создавамо наместо да уништуваме. А бре, деца, за пример. Како е у школа, ќе ми кажеш? Убаво ти е? Убаво.
Што ти е омилен предмет? Имаш некој таков омилен предмет? Математика и физичко. Математика и физичко. Ти иде математика? Да. И идеш нешто по надпревари такви работи? Да. По надпревар кенгури со другарчињата. Заедно со другарчињата идете Да. сите? Колку другарчиња идете на надпреварот? Што ве бива ваќе за математика? 5-6. 5-6? Сега беше скоро на надпревар? Да. И што направи? Тешко беше? Трето место. Трето место. Честитки. Фала. Браво. Лесно беше или тешко? Епа, тешко. А тешка е математиката како наука, како предмет? Епа, некогаш тешка, некогаш лесно. Ама ти учиш, се трудиш, нели? Да. И ти станува после полесно. А друг некој предмет рече физичко. Да. Зошто физичко? Па не знам, фудбал играмо, активности, скокамо, рипамо. Шубо. А друго се бавиш со нешто како хоби, освен еве рече фудбал дека играте? Фудбал Добро. и пливање. Идеш на пливање? Да. Што ти се свиѓа поќе, фудбал или пливање? Фудбал. Зошто? Дека на пливање само пливамо право, а на фудбал дриблање се. Поинтересно ти е. Да. Супер. Која позиција играш ти? Ја одбрана. Одбрана. Многу е битна одбраната у фудбал, Да. нели? Супер, одлично. Усе е битна обраната. Браво. Многу убава мисла ни кажа. Имаш ти омилен предмет? Да. Што? Физичко. Зошто? Што се глупираме, играмо. И забавно ви. Да. И што е нешто што најмногу те смее у школо? Има некоја смешка што можеш да ни ја кажеш? Да, глупирањето, кога се глупираме со другарите. Со другарите? Да. И со дечињата се глупирате или Не. само со мушките? Само со мушките. Само со мушките. Па добро. Ти нешто имаш активност друга освен школа? Некој хоби Да, или нешто? фудбал. Фудбал? Кај играш фудбал? У љубота. У љубота. И како ти е таму? Убаво. Добро, супер. Што ти се свиѓа у фудбалот? Зошто сакаш да тренираш фудбал? Омилен спорт ти е? Да. Зошто? Што ми се свиѓа, така сакам да го тренирам. Ти сакаш да тренираш. Имаш омилен фудбалер? Да. Кој? Може би Роналдо, Кристијано. Кристијано Роналдо. Кажи ми ти у школа убаво ти е? Ти си иде? Не. Не. Зошто не ќеш школа? Не. Што сакаш да правиш? Да имаш слободно време. Да. И што ќе правиш со слободно време? Ќе трчам назад. Ќе трчаш? Само таќе ќе трчаш или ќе играш Ќе нешто? играм со деца. Добро. А што ќе играте? Фудбал, например? Да. Ти тренираш фудбал? Каде? Во љубота. Во Љуботен. И ти се свиѓа? Која позиција играш ти? Одбрана. Одбрана. Кажи ми, само фудбал ти е спорт ваќе омилен, да речем, или сакаш и со нешто друго да се бавиш? Да. Само фудбал. Само фудбал. Имаш омилен фудбалер? Да. Кој? Ламин Јамал. Кажи ми, има нешто смешно што го памтиш од час, што сте го направиле ти или некој од твоите другарчиња, да ни го кажеш? Не. Не? Па не се смеете у школа? Се пресмејувам. Се пресмејуват. Пресмејани сте и више не можете да се смеете понатаму, а? Добро. Кажи ми, ти у школа како ти е? Убаво. Што ти се свиѓа највише у школа? Предмет. Па не само предмет, општо. Па кога играмо, кога се да фркавамо, та. Значи, дружењето со другарчињата. Имаш многу другарчиња? И што е за тебе другарство? Што значи да бидеш добар другар? Да го почитувам другарчето, да го почитувам неговите мисли, да се дружиме. Супер. А има некоја смешка што га памтиш, што сакаш да ни ја кажеш? Нешто на час да се десило. Па кога има едни дејчиња се подаваат со листи, некој ќе ми рече наставничката да го дадат и тоа е многу смешно кога го отвора. И го чита после наставничката пред свите? Го чита у стеби, после кај прашува некој прашање. Види ти наставничката опасна била. Сакам ликовна и физичко. Ликовно црташ? Да, сакам да цртам, да бојам. Шубо. Си размислувала можда со тоа некојаш да се бавиш? Па не, јас сакам да бидам учителка по физичко. Шо збориш? По физичко? Зошто? Па не знам, сакам да спортувам, да играм. Шо ти е омилен спорт или сите ги сакаш? Одбојка. Одбојка. Идеш на одбојка? Да. Каде? У топ спорт.
Топ спорт. И што позиција играш? Па имам ротација уште, немам позиција. После ќе се одредиш Да. зашо? Ти што има нешто што би сакала на некоја позиција да играш или не се? Па не знам, може да дигам или не знам. Убаво. Што ти е убаво од бојката? Омилен спорт ти е рече? Да. Што ти е убаво? Па не знам, убаво ми е ка стирвирам, ка чекич, прсти, ка играм, интересно ми е. Имаш омилен предмет? Да, ликовно, физичко и англиски. И англиски. Кој ти е од ова најомилено? Ликовно, Зошо? Сакаш да црташ? да. Ти иде тоа? Любиш, имаш талент за цртање? Да. Дома одам кај една сликарка и таму носиме платно и боиме слики. Уште интересно. И што цртате највише? Што сликате? Природа нешто? Па што било? Што било? Многу убаво. Сакаш со тоа да се бавиш кој ќе пораснеш? Да бидеш уметнички сликар? Да, Да, убаво би било. да. А има нешто друго што имаш талент вака понадпревари да идеш од школа да те Да. праќа? Што? Па сум одела на повеќе надпревари по математика и природни. Сум одела на кенгур, дабар и на природни науки. Браво бе злато. Па тоа не ти е тешко? Не, Не? Ти иде тебе математика? па така. Така, Ама така, ми оди. Ама се трудиш. Да. И освои некое место награда? Да, прво. Прво? Да. И така викаш ти оди. Па тебе ептен ти оди. Браво, супер. Што ти е најубаво у школа? Па, ка учимо нешто ново, например, биологија поиќе, има интересно ка учимо, например, за човечково тело и за природата и да проучимо нешто ново. Интересно. Ти си полуматурант, нели? Да. Што има нешто што те интересира еве да продолжиш Па, образование? медицина планирам да идем, општо. Што збори, па затоа тебе биологија ти е интересно. Доктор сакаш да бидеш? Да. Зошо? Па, и кум ми е доктор, и баба ми била докторка и така, и убаво ми е. Значи ти ја пренеле љубовта према професијата. И веројатно сакаш да им Да. помагаш на луѓе. Супер. А има нешто друго вака што се бавиш, спорт или нешто? Со кошарка, Кошарка се гледа. Кај играш кошарка? у Тетекс. Зошто ти се свиѓа кошарка? Омилен спорт ти е? Па, од мала тоа сум почнал да тренирам од помали години и најинтересно ми и најмногу ме бива тоа. Најмногу те бива, имаш талент. Имаш некој омилен кошаркар? Да, Кој? Никола Јокиć. Па наравно. Значи ти си полуматурантка. Да. И што ќе правиш после полуматура? Веќе се запиша во средно училиште во Скопје, стручно училиште во информатички смер. Интересно. Те интересира тоа информатика? Да, уште пред неколку години започнав со курсеви и така се залюбив во информатиката. Што ти се свиѓа највише? Па сега најмногу се фокусирам на програмерските јазици и тоа ми се допаѓа. Мислиш дека у тоа е иднината, еве технологијата се Да. иде напред? Да, и во вештачката интелигенција исто. И тоа те интересира и вештачка Да. интелигенција? Колку мислиш дека е добро да се развива, ама дали сметаш дека можда треба и некои границе да има? Па добро е да се развива и за медицина, да исто така многу важно, но не треба да го користиме секој ден и не треба да стануваме зависни од него. Така, многу убаво кажа. Освен информатика, има нешто друго што од школа го сакаш како предмет или активност? Биологија исто. Многу Биологија. сакам. И историја. Историја? Што од историја? Па најмногу македонската историја. Што ти е нешто? Има нешто што ти е вака период најомилен? Па Линденското востание. Линденското востание. Многу битно, нели, Да. за нашата историја. Нешто смешка од час имаш што га памтиш да ни га кажеш? Па имаме многу такви моменти, да. Се дружите свите заедно, нема Да, поделби? нема поделби, не. Мушки, женски, свите Не, заедно. сите. Имаш ти најдобра другарка? Да, Ива. Ива. Што е за тебе другарство? Па тоа е доверба, добрина, искреност и сите вистинските другари се со нас и во добро и во зло. И ти си полуматурант. Ти си размислил што ќе бидеш, што ќе учиш после? Гимназија математички смер. Математички смер. Ти иде математика? Па да. Да, сакаш природни науки? Па да. Биологија ме интересно, да. Добро, а имаш нешто предвид вака што би сакал да се бавиш? Како професија? Не. Уште не, уште. Затоа ја одбра гимназијата. А за школа Лирија што ќе ни кажеш? Што ти, што ќе го памтиш?
По другарите, наставниците. А ќе продолжите со другарите, а се дружите и после од кој ќе заминете? Па некои мои другари исто со мене ќе учат во гимназија, ама пак сите заедно ќе се дружиме. Супер. Што е за тебе другарство? Другарство е да бидеме добри со нашите другари. Тоа. Да им помагам у неволја, да имате доверба. За женски зборите со другарите? Понекад. Понекогаш, не многу, а? Се бавиш нешто со спорт? Со фудбал. Со фудбал. Зошо фудбалот го одбра, омилен спорт ти е? Да, па од мали години играм фудбал. Сега сум го гледал спортот. Го следиш? Да. А каде тренираш фудбал? У Фиткит. У Фиткит. Омилен фудбалер имаш некој? Да. Кој? Мадуеке. Кај игра тој? Во Арсенал. Ете, ја не го знаем. Што правиш после полуматура? Се запиша негде? Сакам да се запишам во гимназија, природно-математички смер. Зошо природно-математички? Бидејќи ме интересираат природните науки и математиката исто многу. Ти иде математика? Да. Не ти е бе тешко, многу е тешко математика. Не. Не ти е тебе тешко? Добро. А после, например, имаш вака идеја што би била по професија? Да, сакам ветеринар да бидам. Ле. Сакаш животни? Многу. Браво, ја имам куче, ќе носим кај тебе. Ако е живо и здраво. Зошо ги сакаш животните? Па не знам, од многу мала, мајка ми и татко ми често ме носеле блиско животни и се залюбив во нив, многу ми се допаѓаат. И сега сакаш да ги лечиш и да се грижиш за нив. Супер. Што ти е омилено? Имаш некој животно омилено? Куче, најчесто, многу сакам кучиња. Имаш куче твое? Да, имам. Од улица го спасив. Го спаси? Кај го најде? Овде у град? Да. И како се вика? Зои. А знаеш колку години има или не може има тоа да 9 се? месеци. О, па тоа е малечко. Да. Дома го чуваш? Да. Шубо. Например, да има некој предмет што ти би сакал да го ставиш у школа, што го немате. Што би било тоа? Не знам. Размисли. Нешто тебе што ќе ти се свиѓа и можда и на другарчињата твој. Да играте. Roblox. Може нешто такво? Да има соба кај што ќе играте игре. Може. А одморот колку ви трае? Колку минуте? Па 15-20. Доволно ви е 15-20? Па доволно. Што е за тебе? Еве идеален, совршен, најубав голем одмор. Што да правите тогај? Па да играм, да седиме и да збориме. И да зборите и што зборите со другарчињата? Не знам, примера. Смешни работа. Еве, например, да нема школа. Да не постои школа. Што би прел ти? Што би било совршен ден за тебе? Не треба, еве, да идеш у Цел ден школа. надвор ќе бидам, ќе играм со другарчињата и така. Значи, со другарите ќе си поминуваш време. Може и на компјутер. Што на компјутер? Ќе играте игре? Да. Што играте? Fortnite, Counter и толку. Уште се игра Кантер? Да. Ти и у моје време си играше Кантер. Ако некој од твоите другарчиња е тажен, нешто ако му се десило, ти како би му помогнал? Би му рекол нешто, би се обидел да му помогнеш некако? Јас секогаш обично помагам со смеење. Ги смееш? Да. Викаа дека смејата е најдобар лек. Ти ќе им кажеш нешто смешно и да им биде поарно, нели? Му направила смешка. Смешка би му направила, за да се насмее и да забре. Да. Шубо, што е за тебе да бидеш добар другар? За мене, за да бидам добра другарка, е да им помогам, да чувам тајни, да се дружам, да не ги одбегнувам и така натаму. Би дошла и би прашала што го мачи и потоа би пробала да му помогнам некако. Кажи ми, например, домашната работа да ти ја пишува робот. Би сакала ти, еве сега се развива многу технологија, вештачка интелигенција, ова, она. Па ја за сакање би сакала, ама ништо нема да научим тогаш. Значи мора сам да се потрудиш за да научиш, Да. нели? Кажи ми, например, ти кој би имала некоја супер моќ, што би избрала да биде таа супер моќ? Па ја би сакала да летам. Да леташ. И кај ќе идеш? Па не знам. Свете. Ќе си леташ. Кај ќе ти... Или да се телепортирувам. Интересно. Од овде, например, у Охрид да идеш на езеро.
Многу интересно, ја би сакала да ти кажам. Дали нешто у школа, пример, ти би додал да има некој предмет, што го немате сега, што не постои? Што? За финансиска писменост, например, да се научат деца повеќе да се научимо буџети, да имамо менаџирање со пари. Менаџирање со пари и такви работи и слично. Мислиш дека е тоа многу важно, нели? Па да, најмногу тоа че ни треба во животот. Кажи ми, хоби нешто спорт се бавиш? Па се бавам со фитнес и многу сакам да читам. Многу сакаш да читаш. Што сакаш да читаш? Поезија, проза? Фантазија најмногу. Фантазија. Имаш омилена книга? Па многу ги има. Сега се фокусирам на читање на англиски јазик. Да, имам многу книги. Имам библиотека од околу 150 книги. Браво. Супер. Англискиот веројатно од многу мала го владееш. Да. Има некој друг странски јазик што го знаеш или англискиот ти е? Па сега во училиште го учиме францускиот и одам на курс по германски јазик. Кој ти е подобар, мислим поинтересен, францускиот или германскиот? Германскиот. Зошто? Па некако ми е по-лесен да кажам, ама се уште не го владеам. Користиш социјални мрежи? Да, секој ден. Секој ден? Да. Мислиш дека премногу се користа социјалните мрежи? Да, некој ден се нон-стоп седа на социјалните мрежи на телефон. Како мислиш тоа дека влијае врз нив? И врз свите вас? Па, лошо, онлайн не треба многу да седиме, треба стварно да се дружиме и да збориме. Значи да има комуникација лична поќе, физички контакт. Ве уче у школа нешто околу безбедноста за социјални мрежи, што може да се објавува, например, што не? Да, не уче за сајбер насилство, дека не е се вистина на онлайн мрежите. Да. Ти кој би имал некоја магична моќ, да нешто да правиш, што би избрал? Дали... Размисли убаво. Да бидам силен. Силен? Да. И за што ќе употребиш силата? Да спасиш некој у неволја? Може, не знам. Може, не знаеш. Добро. Кажи ми како изгледа твоја совршена училница? Па да има многу слики, да биде цела нацртана со дечињата што правеле предмети и да има табла добре, да не биде скрепана и да не бидат оштетени глупите, за може да се учи таму. Ти што би им порачал на возрастниве? Што може да науча они од децата? Што мислиш? Малу ми е возрастните смо нервозни свекогаш, немамо време. Ве нервира тоа вас децата? Да. Што мислиш, треба малце бидемо поопуштени? Помалу домашна ни дават у школа. Помалу домашна. Па тоа кажи, не се срами. Што те прави тебе најсреќна? Еве, например, денот да ти биде совршен, што би правила у тој ден? Па да идем со другарките надвор през града и да играмо. Иди играте, значи да си поминеш време со другарчињата. Што е за тебе злато другарство? Па да си помагаме еден на друг, да се дружиме и да не се делиме. Да го почитувам другарчето, да играм со другарчето и да се дружиме, така е убаво. Кажи ми ти, што сакаш да бидеш кој ќе пораснеш? Електроинженер. Електроинженер? Да. И што прави електроинженер? Па поправа се качува на бандери. Па ти ќе се качуеш? Да. Толку високо? Да. Па не ти е срав? Еле, браво за храброста, мене би ми било срав. Ако би можела да имам некој моќ, би било телекинезис, за да можам да со паметот да движам објекти. Би можела, например, мене, а ме придвижиш во Охрид да ме однесеш? Може. Леле, ќе ми завршиш работа, да ти кажем. Директно на езеро, на плажа сакам. Убава моќ ти текна. Например, да можеш ти нешто предмет да воведеш у школу кај вас, што сега го немате, што би било тоа? Или би било екологија, бидејќи треба да се учат децата од мала возраст да сакаат животната средина и да ја чуваат, бидејќи само неа ја имаме. Или некој предмет за учење на комуникација и емпатија меѓу децата, бидејќи во денешно време многу од нас немаат толку емпатија поради социјалните мрежи. Користиш социјални мрежи? Да. Многу или имаш правило колку смееш? Па многу, но се трудам да помалку да ги користам. Зошто мислиш дека лошо тоа може да влијае? Да, бидејќи сметам дека друштвото во правиот живот дека треба почесто да го практикуваме, него преку социјалните мрежи.
Ако можеш ти да путуеш у времето, кај би отишол? Да ги видим диносаурусите. Зошто ти се интересни диносаурусите? Не знам. Како животни ти се интересни? Да. И зошто са Ќе големи? земем едно за дома. За дома? Па кај ќе го собере дома? Па мало. А мало, а кој ќе порасне, што ќе му правите? У двор. И вода. Сладолед или чоколадо? Сладолед. Од шо? Од чоколада. Фудбал или пливање? Фудбал. Куче или мач? Куче. Зошо? Не знам. Повеќе скокаат, а мачињата седат и спијат се по цели ден. Добар одговор. Палачинки или пица? Палачинки. Сладолед или пица? Сладолед. Чекај, уште не прашав. Цртан филм или играње на телефон? Играње на телефон. Планина или море? Море. Најдобар другар или другарка? Нина. Нина, га поздравуваме Нина. Кажи ми, сладолед или пица? Сладолед. Чипс или пуканке? Чипс. Книга или филм? Филм. Например, да ми кажеш, еве еден збор за да го опишеш школото. Кој збор би било тоа? Добро. Добро. Еден збор за другарство. Кој збор? Среќа. Еден збор за викенд. Слобода. И еден збор за тебе, за да се опишеш. Не знам. Ај нешто кажи. Паметна. Може. Паметна? Да. Супер. Лето или зима? Зима. Куче или маче? Куче. Ден или ноќ? Ноќ. Домашна работа или тест? Тест. Сок или млеко? Сок. Книга или филм? Книга. Точак или тротинет? Точак. Ден или ноќ? Ноќ. Куче или маче? Мач. Ден или ноќ? Ноќ. Домашна работа или тест? Домашна работа. Добро. Книга или филм? Филм. Најдобра другарка? Вероника. Омилен предмет? Биологија и математика. Омилен вкус на сладолед? Чоколада. Омилен пејач или пејачка? Немаш. Лето или зима? Лето. Рано станување или спиење до касно? Пиење до касно.